ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и следите Здраво Македонија. И се разбира ќе ве поканам да го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение со господинот Стојан Андонов. Јас во моментов се наоѓам во Центарот за младински активизам КРИК и со него ќе зборуваме малку повеќе за тоа што значи овој центар, со какви лица работат, како може целото општество да се вклучи да им помогне во сите активности кои што тие ги имаат. Господин Стојан, добро утро. Добро утро, добар ден. Можеме ли на почетокот да објасниме што е КРИК и еве како изгледа еден ваш работен ден? Да, секако. Ние сме во КРИК, ама поточно во Центарот за окупациона терапија, да бидеме вака попрецизни малку. Како изгледа мојот работен ден? Значи, овдека се корисници луѓе што имаат разни попречености и тоа можеме да кажем дека е една можност каде што тие можат да се дружат, да се вклучат во некакви креативни активности, да разговараме за многу работи, не е само креативноста, нели? Затоа што окупацијната терапија е така здравствена професија која што нуди помош, односно терапија на сите луѓе кои што имаат било какви попречености. Дали се работи за физичка, психичка, невролошка, било каква попреченост. Значи, заради таа, да речам, нивна неможност да се вклучат во секојдневните активности, имаат мали проблеми околу секојдневниот живот и да ги завршуваат задачите од секојдневниот живот, затоа окупацијната терапија и како КРИК им нуди такви можности. Да можат да бидат што е можно повеќе функционални во домашни услови, секако да се вклучат во општеството. Да. Кажавте кои луѓе и како и многу интересно е, мислам дека треба да се спомене, дека се овие лица кои што се полнолетни, значи не се деца, туку сите се над 18 години, нема горна граница, нели? И јас мислам дека има малку вакви центри каде што може да се вклучат баш оваа возраст. За деца има повеќе, но за возрастни нема баш толку. Колку јас сум информиран, можеби има. Така да тоа баш сакам да го нагласам и еве користам прилика да ги повикам сите луѓе, сите родители што имаат лице со попречно во семејството или познават некако, ова е една можност да дојдат да се вклучат, ние сме отворени за сите. Да, можеме ли малку поконкретно да објасниме какви се услуги нуди Центарот за лица со попреченост? Да, така, значи, како што кажавте, ова е Центар за младински активизам. Едниот дел се занимава со млади луѓе, без попреченост, да кажам, и другиот дел е со лица со попреченост. И тука има два дела, значи КРИК нуди услуги, социјални услуги, значи 24 часовна поддршка на лица со попреченост. Тоа се лица кои што се сместени во стамбени единици, во главном тие се во аеродром, значи имаме станови каде што живеат по 5 лица, имаат 24 часовна поддршка. Тоа е едниот дел. И вториот дел овој, значи Центарот за окупацијна терапија, каде што лицата се живеат во своите домови со своите фамилии и 3 пати неделно доаѓаат овде, се дружиме заедно и како што спомна пред тоа, нешто се активираме, креативни, имаме музичка група и така натаму. Да, имате доста активности кои што ги спроведувате во Центарот, нешто подоцна за тоа, сакам малку повеќе да објасниме што значи живење со поддршка и како функционира. Па вака, живење со поддршка, тоа е дел еден од таа деинституционализација. Ова се, тие луѓе се таму, повеќето се од Заводот за специјалниот завод од Емир Капија. Значи, кога почна таа деинституционализација, почна да се намалува бројот на тие лица што престојуваат тамо. А за тоа пак се направи една убава логистика, да кажам. Од тие живеат во едни убави станови, средени во една домашна атмосфера. 24 часовна поддршка има тамо лица, односно негователки кои што се со нив цел ден, да речем. За нив се грижат за хигиената, за исхраната, за прошетки и така други активности. И јас не ви кажав дека јас овдека во центарот кај што сме сега сум понеделник, среда и петок, но дека вторник и четврток јас ги посетувам тие стамбени единици и таму активирам нешто, тие што можат се разбира и што сакаат. Одлично. Ги споменавме пред малку активностите, па може да подобјасниме за сите гледачи кои што не знаат КРИК како функционира, какви се активности имате овде со вашите корисници. Па да, значи како што спомна, окупацијната терапија има делува на 3 полиња. Прво е грижа за себе, што значи лична хигиена, тоа е најосновното. Значи лицата со попреченост заради некакви, да речем, пречки, болести, диагнози и така натаму, состојби, не можат, не знаат или не ги прават тие активности, значи немаат
лична хигиена не одржуваат и така натаму. Ние имаме овде предавање, да ги наречам така. Разговараме за тоа, ги поттикнуваме на сето тоа. Тоа е, да речем, едниот дел као окупациона терапија. Другиот дел е учество во образование, за вработување исто така. Значи има овде лица, заради пак спомнам тие разни пречки, не се во состојба или немале можност да се образуваат, нели? Да. И застанале некаде каде што се, овде исто така нудиме можност да малку работиме и на тоа поле. Да речеме колку што е можно, затоа што веќе малку доцна за сите тие активности, за да учат, да почнат од поново да учат бројки, букви и така натаму, но се трудиме колку што можеме да нешто направиме. И во грижата за себе и учењето и таа мала обука, ние и овде имаме исто многу интересно, имаме така наречена крик кујна. Ние приготвуваме едноставни оброци за да луѓето знаат, они често пати се дома и сами, нели? Така да знаат барем да се направат некако сендвич, да не зависат од телите и така натаму. И третиот дел, што не е воопште, да речем, не е помалку важен, тоа е квалитетно користење на слободно време. Тоа е многу интересно, значи тука ние истражуваме, разговараме кој какво хоби има, со што се занимава и го надоградуваме тоа. Значи ако некој сакал да фотографира, ние го поддржуваме, тој прамева Стефи овде што е до нас, наша корисничка, но овде имавме еден курс по фотографија, сега на одлично работи фотографија, она не е личен фотограф, да речеме, на Крик. Така да, или ако видовте и тој, значи, они овде ништо не знае кога дојде, научи да прават гердани, односно накид од монистра, да прават маски, сликаат и така натаму. Добро. И на самиот крај, можеме само да споменаме како се ние како општество можеме да се вклучиме, да помогнеме, да ги повикаме сите гледачи кои што сакаат да учествуваат на некој начин со некаков тип на поддршка и се разбира каде е тука државата и колку имате поддршка од неа. Па вака да ви кажам искрено, ние имаме волонтеризам. Значи младите луѓе сакаат, интересно им е ова. Имаме и од основните и средните училишта. Ние имаме соработка со средните училишта, со Светена Мохридски, тоа е специјално училиште, со училиштето во Драчево, не ми текно името, Дрен, мислам дека се вика. Не сум, извините, ако не е точно. Значи имаме ние соработка, соработуваме многу. Да, точно, благодарам, точно тоа. Со нив, значи, имаме одлична соработка. Имаме ние јавни настапи, трибини, односно имаме и маркети, значи, базари имаме. И луѓето имаат можност да се запознат, ние ги запознаваме, и мали брошурки, кажуваме кои сме ние, што правиме, како правиме да се вклучат. И верувате, јас сум малку подолго во овој, да речеме, во оваа проблематика. Далеку е подобро од некога што било. И разбирањето на луѓето, и освестеноста на луѓето, дека им е потребна можност на овие луѓе. А највеќе за вработување, тоа е една последна приказна која што е, не знам, тука треба да се работи многу за овие луѓе, значи нешто да се вклучат во општеството. Инклузија не значи само да дојдат овде, што понатаму. Да. Здраво Македонија и Канал 5 се ваши пријатели, ние повторно ќе дојдеме тука, повторно ќе направиме некој разговор дали со вас, дали со некој од вашите колеги. Апсолутно сакаме да споделуваме приказната, вашата работа, да поттикнуваме на инклузивност и на сето она кое што е неопходно за лицата со попреченост. Ви благодарам многу. Благодарам и вас. Повелете и друг пат.